Антикорупцијска ќе проверува дали постои судирни интереси во постапката за доделување на тендери во Министерството за дигитална трансформација, откако СДСМ објави дека фирма која ги добила е во сопственост на сопругот на државната секретарка. Во текот на вчерашниот ден по објавите во медиумите, Антикорупцијска комисија оформи предмет по сопствена иницијатива и ќе постапува да се утврди дали има судирни интереси, велат оттаму. Министерот за дигитална трансформација тврди дека наводите на СДСМ се лажни. Најави дека ќе достави докази за постапката кога тоа ќе биде побарано од Министерството. За изјавите од СДСМ Андоновски најавува пријави за клевета и навреда. СДСМ веќе трет ден се обидува да ја манипулира македонската јавност. Убедени сме во законитоста на постапките и стоиме на располагање на сите надлежни за целосно расчистување на случајот со информации и документи за оваа или други процедури за јавни набавки. Во понатамошниот период нема да го коментираме овој случај за да се остави простор и објективност на институциите да постапуваат, вели Андоновски. За СДСМ ова е јасен случај на корупција, доказ дека не е само семеен, туку и партиски интерес добивањето на тендерите. Сопругот на државната секретарка, Мартин Клинчаров, кој ги добивал тендерите во Министерството на Андоновски, е жесток поддржувач на Мицкоски и ДПМН. Ова почитување е потврда дека станува збор не само за семејна, туку и за партиска поврзаност, директен линк и со ДПМН. Барат обвинителството веднаш да постапува. Ивана Соколик најдова, Сител телевизија.